Парадата на гордоста не е само прослава, туку акт преку кој се бараат слободите и правата, во свет кој континуирано ги маргинализира и потиснува. Излегувањето на улица, заземањето на јавните простори е символика, барање за поддршка, прифаќање и солидарност за секој следен ден. Секој чекор на маршот е потсетување дека борбата за човековите права трае и денес. Љубов, прифаќање и еднаквост за сите се само дел од пораките кои се нејзин символ. Не само на денот на нејзиното одржување, туку секогаш, како право. Парадата на гордоста не е само еднодневен настан или манифестација, туку символ со важна историска позадина која носи пораката за меѓусебно прифаќање и еднаквоста во секоја смисла на зборот. Нашето сојузништво во желбата за подобар и поправеден свет за ЛГБТ и плюс луѓето треба да е стремеш на секое демократско општество. Стремеш кон највисоко почитување на човековите слободи и права. Парадата е потсетник дека имаме одговорност да бидеме сојузници во оваа борба. Вистинската промена бара постојана акција на сите нивоа, од образованието и културната сцена до политиката и законодавството, од улиците до институциите. Парадата исто така е мегафон за сите оние кои се уште не можат да го пронајдат својот глас. Тие кои секојдневно се соочуваат со невидливи ѕидови, не само во јавниот простор, туку и во своите домови, училишта и работни места, заслужуваат општество кое ќе ги прифати и поддржи. Парадата не е само за оние кои се веќе видливи, туку за оние што се борат да се ослободат од оковите на невидливоста. Не смееме да заборавиме дека промените настануваат преку лична одговорност и колективна свест. На сите нас ни треба свет во кој парадите ќе бидат само прослави на веќе стекнатите права, а не места каде се води борба за основна почит и признание. Токму затоа мораме да ги поддржуваме ЛГБТ и плюс заедниците не само на парадата, туку и во секојдневието, бидејќи нивната борба е и наша борба за праведно и слободно општество за сите.